Меѓутоа, јас верувам дека и млад е и може да успее. Апсолутно. И не само тој, туку и сите оние момци кои што почнуваат и се практично на почетокот на кариерата, зборуваме како сениор, а и на девојки кои што се побројни, порано може би беше срамежливо од страна на припадничките на понежниот пол, условно речено, но има и тоа како силни девојки кои полека се вклопуваат во боречките вештини, особено во борењето. И еве сега гледаме македонскиот представник е во црвен дрес, во синиот е представникот на Албанија. Ова е практично финале во оваа конкуренција до 61 кг. Да, Бесер имаше претходна победа против Арон Николов, исто така од македонската репрезентација. И Албанија исто така имат квалитетни борачи, своји категории, знаете како си има секој во своја категорија, може би нема комплетна репрезентација, меѓутоа една од две категории може да бидат квалитетни. Еве веќе една акција, тука пробава Бесир, традиционално влез за нога, се уште нема поени, меѓутоа тоа е негов стил и има интересна една позиција. Може да ја видат гледачите. Еве веќе 2 поени освојува Бесир и мислам дека му дава така една психолошка предност пред и во позиција да освои уште 2 поена. Ги има укрстено нозите да видиме дали ќе успее да ја заврши акцијата, ја има еве, мислам дека се движи. Гледате како ги има укрстено нозите, тоа е една техника, се вика укрстување, добива уште 2 поена, може тука да поентуира дури и до 10 поена, еве уште 2 поена, тоа се значи 6 веќе 0, еве 8-0 и мислам дека уште еднаш и можеби ќе заврши борбата. Ако успее Бесир, еве, мислам дека е крај на борбата, да, браво за Бесир. Па практично 5 слични акции, идентични во кои што противникот не успеа да се ослободи, едноставно го фати во клинч, интересно ги вкрсти нозите, не можеше да се одбрани и тука има еден можеби револуционерен потек на Светската борачка федерација, е зголемувањето на оценката на поените. Порано за да влезеш за нога да освоиш поен беше 1 поен, сега веќе се 2 поени. Значи многу по веќе такви 5 акции ти веќе добиваш техничка победа или техничка